Регионалниот патен правец Верес Чашка и сутринава неколку часа беше блокиран. Блокадата ја направија жителите од населеното место Оризари. Велат се одлучиле на ваков радикален начин да протестираат, бидејќи проблемот со недостиг на вода веќе бил неподнослив. Па немаме вода за пиење. Немаме и тоа што има некој пречепува мата е као ништо да не. Немаме вода, некој си вади ниви, бавчи, кај нас нема вода, ништо. Нема еве 15 дена вода немаме. Значи парадокси од 21 век да се протестира за вода, мада право на протест е нормална работа. И поголем парадокс е што сите надлежни градот кажуваат дека вода има на претек, а ние немаме вода. Да прашаме што е тогаш проблем? Ако вода има, ние ја немаме. Надлежните го знаат проблемот на оризарци. Велат дека и самото население сноси вина. Во писмената реакција на јавното комунално претпријатие Дервен стои: причината што во ова населено место се јавува недостиг од вода во домакинствата секоја година во текот на летниот период е што водата која треба да се користи за домакинствата ненаменски во енормни количини се троши за наводнување на земјоделски површини, при што се јавува недостиг од вода, особено за жителите од повисокиот дел од селото. Проблемот со водоснабдувањето во населбата, која е најбрзо растачка по бројот на новоизградени куќи во Велес, ќе се реши со изградбата на новиот цевковод, велат од локалната самоуправа. Ние имаме проект кој што проект ќе ставиме нова водоводна линија, се наоѓа во Министерството за транспорт и врски, чекаме, таму нешто е запран, не знаеме зошто е запран, меѓутоа ние ќе повикаме министерот да каже што е работата, значи чекаме да се одобри тој проект преку ЕИП и да го завршиме и тој проблем. Значи голем проект е, до 14 милиона денари кошта. Додека траеја протестите, се препуштаа само автомобили, во кои се превезуваа лица на кои што им беше потребна лекарска помош. Жителите од населбата Оризари најавија радикализирање на протестите, доколку проблемот со водоснабдување за брзо време не се реши.